Дали ви смета тоа што вашиот избор не најде на консензус во собранието? Предходната гувернерка беше избрана нели со консензус. Како ги коментирате тие изјави? Јас на друго место кажав ќе повторам за тој консензус во 2018 година имам и лично заложено во круговите во партијата претеничката група на ВМРО ДПМН која што го ја поддржа госпоѓата Бежовска. Тогаш нели како кандидат кој што нели беше предложен кога предлогот на тогашниот претседател господин Ѓорѓе Иванов, Социјалдемократскиот сојуз не сакаше да го поддржи за господинот Богов за втор мандат, кој што имаше тогаш втор мандат. Не ми пречи затоа што јас сум долги години изложен на некој начин во јавната сфера. Определбата професионална и идеолошка била таква уште од раните почетоци на транзицијата од 90-те години, да имам спротивни ставови со Социјалдемократскиот сојуз. Јас во текот на 90-те години остро ги критикував за грабежот кој што го организира со приватизацијата на општествениот капитал, кога стотици илјади работници остана на улица, кога најголем дел од општествениот капитал премина во тогашната олигархија која што беше блиска до Социјалдемократскиот сојуз, а секако, да речам, втемелено не само на идеолошки, туку и на принципи од познавање на економијата и нејзино практицирање, сум имал различни ставови кои што сум ги изнесувал, кои што можеби на Социјалдемократскиот сојуз не им се допаѓале, и сега видите, тие се оваа опозиција и најверојатно приоѓаат на тој начин. Мене ми останува нели да со својот интегритет покажам дека Народна банка ќе продолжи да биде независна институција и дека ќе ги на некој начин уверам во спротивното. Токму и тоа беа и забелешките на опозицијата. На оваа функција доаѓате од претседател на Совет на град Скопје, член на ВМРО ДПМН, партиски кадар и оттаму и таа загриженост дека може да се доведе до влијание на независноста на оваа висока институција Народната банка. Затоа и ве прашав колку сте подготвени да влијаете на, да ги спречите сите вакви ризици. Сега вака видите, да речеме да се најде експерт, како што некои тоа предлагаат, нели, и така натаму. Независен експерт. Не знам зошто Социјалдемократскиот сојуз, која е таа хипокризија, зошто не го поддржа господинот Богов, ако го смета за експерт, тие беа резолутно против да добие тој втор мандат. И да се најде некој експерт, немате никаква гаранција во една мала земја како што е Република Македонија, дека тој или таа нема некои интереси во бизнисот, во финансиската сфера, поврзано со банкарскиот сектор и оние институции каде што Народна банка е регулатор. И сега, може би звучи субјективно, но мислам дека треба да му се верува на човек кој што 40 години како професор на економски факултет, а во меѓувреме и министер во два наврати, член на Совет на град Скопје 2005-2006 година, претседател на Советот на град Скопје 3,5 години и така натаму, ги поминал сите филтри, бил изложен на разни ситуации, можеби и притисоци, така што таа проверка јавна пред очите на јавноста, мислам дека е гаранција многу повеќе од што да речеме некоја обскурна личност која што себе си се представува како експерт, кој што за кратко време може наместо да го штити јавниот интерес, да биде ставена во служба на интересите на оние институции кои што ги регулираат. Тоа е позната практика. Јас на Економски факултет Скопје предавам и државна регулација на бизнисот и многу добро знам како регулаторите многу често може да бидат на некој начин ставени во канџите на оние субјекти кои што самите ги регулираат. Сметате дека вас не може да ви се случи тоа? Мислам, нема никаква шанса. Нема никаква шанса, бидете убедени во тоа и мислам дека делата ќе зборуваат многу повеќе од зборовите.